денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Во анкета тетовци велат дека ќе ги почитуваат мерките за дочекот на нова година. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека постои можност антиковид вакцините да стигнат во земјава пред месец март. Вчера во Скопје започна меморијалниот одбојкарски турнир Бранко Хаджилјовски Чајка. Забраната за собири се уште е на сила, а утре светот ќе дочекува новата 2021 година, за која сите се надеваат дека ќе донесе пред се добро здравје. Во каква атмосфера ќе ја пречекаат тетовци? Дали ќе ги почитуваат мерките за заштита и ќе останат дома со најблиските? Слушнете ги нивните одговори. На прагот од 2021 година ги прашавме граѓаните на Тетово дали ќе ги почитуваат мерките за новогодишната вечер. Вообичаено, новогодишната ноќ се сметала за најлудата ноќ во годината, кога целиот свет се забавува и радосно ја пречекува новата година. 2020 беше година на светска пандемија и воведување на нов начин на живот. Дали тетовци ќе останат во своите домови и нема да организираат собири со цел празниците да не бидат причина за продолжено ширење на коронавирусот? Ова се нивните одговори. Сигурно ќе ги почитувам мерките, ама за нова година дома. Дома ќе прославуваме, ќе ги почитуваме и децата од Скопје, по Скопје не живеат, не доаѓаат никој. Ние со дедото ќе бидеме сами. Па да, дома ќе бидеме. Дома. Па нормално гледаш, има болест, има тоа нормално. Виж, страшно е навистина. Ќе си останете дома? Да. Кажи ми за нова година, ќе ги почитуваш мерките? Па најверојатно на работа сум секако. Иако годинешната прослава треба да се одвива во кругот на најблиското семејство, сепак низ Тетово деновиве е раздвижено, а граѓаните ги купуваат потребните намирници за дочекот на новата година во своите домови. Додаваат дека најважно за сите е прво здравјето. Здравствениот систем е подготвен за евентуален нов бран на корона, но сметам дека ќе го избегнеме, изјави денес министерот за здравство Венко Филипче. Во однос на стартот на имунизацијата, министерот рече дека постои можност вакцините да стигнат во земјава пред месец март. Бројките на новодиагностицирани со коронавирус се намалуваат, како и факторот на преносливост и бројот на пациенти што треба да се хоспитализираат. Болниците ширум земјава се практично полупразни, спласнува притисокот врз здравствениот систем, изјави денес министерот за здравство Венко Филипче. Тој истакна дека мерките и препораките дале значаен ефект и верува дека граѓаните ќе бидат совесни и одговорни за време на празниците. Можно е да има некаков мини пик и понатаму, и како и секогаш досега, веројатно би се должил на непочитување на мерките, меѓутоа морам да потенцирам дека еве со овие препораки последни со затворањето на угостителските објекти, очигледно е дека имаме сериозен, значаен многу ефект во намалувањето на бројот на новодиагностицирани случаи. Верувам дека и граѓаните ќе бидат и свесни и совесни во периодот кој што престои. Полицијата секако интензивно, како што и сега работи во овој период кој што е пред нас, ќе продолжи со таквиот интензитет на работа и ние ќе избегнеме таквата криза, која што е можно да се случи. Мора да потенцирам дека здравствениот систем е спремен да пресретне и следен бран. Одговарајќи на новинарско прашање околу стартот на вакцинацијата, Филипче рече дека можно е вакцините во земјава да стигнат и пред месец март. Која вакцина ќе биде прва преку ковакс системот, за жал не знаеме само ние, туку не знае ниту една земја која што партиципира во тој систем. Очигледно е дека сите земји, па и европските земји кои што преку Европската комисија имаат таа привилегија да ги добијат први вакцините, добија многу помали количини од тоа што очекуваа. И заради тоа и овој систем на солидарност кој што беше предвиден и планиран, малку се одложува.
Ние сме во комуникација со сите земји кои што европски земји кои што ги понудија тие механизми на помош. Јас верувам дека ќе има начин да и пред месец март вакцините стигнат во нашата земја. Министерот рече дека празниците ќе ги прослави во домашни услови во кругот на семејството, затоа што на тој начин сака да даде пример за сите граѓани. Според последните податоци од Институтот за јавно здравје, активно заразени со корона во земјава се 19.570 лица. Во Тетово активно болни има 860, додека во Гостивар 568 граѓани. Независниот синдикат на државната администрација денеска склучи колективен договор со јавното претпријатие Градски паркинг Тетово, со кој се дорегулираат правата на вработените, согласно Законот за работни односи. Репрезентативниот синдикат на претпријатието има 48 члена од околу 55 вработени. Со овој колективен договор, освен што се дорегулираат правата во делот на прековремени сати, правата во делот на јубилејна награда, бонус плата и годишни одмори. Воедно, независниот синдикат и понатаму ќе помага на членовите на независен синдикат Паркинг Тетово во делот на доуредување на под да речем статутарни правилници со цел подобрување на состојбата, не само на институцијата Паркинг Тетово, туку и на вработените. Ние како репрезентативен синдикат во рамките на Паркинг Тетово имаме 10 месеци преговори, интензивни преговори со јавното претпријатие и на крај седнавме и се договориме. Ние како грански независен синдикат на државна администрација и понатаму сме спремни со секоја институција да преговараме со цел подобрување на правата на вработените. Изминатиот период имаме интензивни преговори со општина Тетово, каде што вработените колеги, пожарникари, спасители во ТПП Тетово добија доста бенефити кои што не само што ги имаат согласно Закон за работни односи и Закон за пожарникарство, туку тие не се почитуваа. Сега со новиот буџет на општина Тетово се е тоа видоизменето, зголемени се процентите во делот на исклучителна компонента и тука и додатокот на плата за прековременна работа. Имено сега имаат со овој колективен договор имаат повеќе денови за годишен одмор, дефинирана јубилејната награда и во делот на прековременна работа. До сега дел не се исплаќаше, нешто се исплаќаше, нешто не се исплаќаше. Работа ноќе немаат, интензивните преговори трајаат 10 месеци, согласно пандемијата што владе се уште, ние имаме постојни имаме почести да речам месечни разговори, формиране координативно тело кое што преговараше со директорот, односно и со управниот одбор при јавното претпријатие Паркинг Тетово. Од советничката група на ВМРО ДПМН во Советот на општина Егуновце со реакција по одбиените нивни предлози за ослободување од одредени давачки на граѓаните од тој регион. Советничката група на ВМРО ДПМН поради безпарицата предизвикана од COVID-19 побара од Советот на општина Егуновце да се изгласа ослободување од плаќање на данок за имот на физички лица и комунална такса за правни лица за 2020 година со цел барем малку на граѓаните на Егуновце да се помогне финансиски. Почитувани граѓани, ве известуваме дека од страна на Советот на општина Егуновце, предводен од СДСМ и нивниот коалицијски партнер, ова барање беше одбиено. Пронајдена марихуана кај 21 годишник, одземени околу 1500 пиротехнички средства кај 55 годишник од Тетовско Пршовце. Следуваат деталите од полицискиот билтен.
Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 90 лица, 71 од Тетово и 19 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 23 лица од Тетово изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 418 лица од Тетово и 323 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера вечер околу 23 часот и 40 минути во Тетовско Горно Седларце полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 21-годишникот Жеровјане затоа што при преглед му била пронајдена марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. Вчера околу 18 часот и 25 минути во Тетовско Пршовце полициски службеници привеле 55-годишник од ова село, кај кого се пронајдени и одземени околу 1500 разновидни пиротехнички средства, најмногу петарди. Тој е задржан во полициската станица Тетово и ќе му биде изготвен поднесок по Законот за заштита од експлозивни материи. Вчера исто така на подрачјето на СВР Тетово се спроведе уште една од серијата засилени сообраќајно-контролни акции за пристигнување во рамките на акцијата која била реализирана во периодот од 8 до 16 часот. Вкупно се откриени 40 прекршоци, 12 во Тетово, 28 во Гостивар. Најмногу пристигнување на непрегледно место, 22 во Гостивар и на други места 12 во Тетово. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените санкции, односно со парични глоби, кои за овој вид прекршок се движат од 45 до 300 евра во денарска противредност. Меморијалниот одбојкарски турнир Бранко Хаджилјовски Чајка, кој оваа година се одржува во Скопје, започна со победа на Бугарија против Македонија од 3-2. Вчера во спортската сала Борис Трајковски во Скопје започна 44-тиот меморијален одбојкарски турнир Бранко Хаджилјовски Чајка, на кој оваа година поради пандемијата на COVID-19 учествуваат само репрезентациите на Македонија и Бугарија. На првиот надпревар гостите од Бугарија забележаа минимална победа од 3:2. Нашите одбојкари имаа водство од 2:0, откако првите два сета ги добија со 25:20 и 25:22. Во продолжениот надпреварот имаше голем пад во играта на македонската репрезентација, што на крајот резултираше со комплетен пресврт. Следните три сета им припаднаа на бугарските репрезентативци со 25:20, 25:14 и 19:17. Во последниот сет Македонија не искористи 3 меч топки, што квалитетната репрезентација на Бугарија знаеше да го искористи за конечна победа од 3:2. Вториот надпревар помеѓу Македонија и Бугарија ќе се одигра денес, исто така во спортската сала Борис Трајковски во Скопје, без присуство на гледачи. Освојувач на 44-тиот меморијал Чајка ќе биде екипата која ќе освои повеќе сетови во овој двомеч. Доколку денес Македонија слави со 3:2, односно со идентичен резултат како вчерашната победа на Бугарија, тога ќе одлучуваат освоените поени, а тука Македонија е во минус од 11 поени. На претходните 43 изданија на турнирот кој се игра во чест на тетовската и македонската одбојкарска легенда Бранко Хаджилјовски Чајка, најмногу трофеи има освоено екипата на Скопски работнички, кои дури 13 пати го имаат освоено шампионскиот пехар. Кошаркарите на Гостивар есенскиот дел од првата македонска кошаркарска лига го завршија со 3 победи, 3 порази и 4 одложени надпревари, доволно за 5-тото место на табелата. Кошаркарскиот клуб Гостивар, есенскиот дел од првата кошаркарска лига на Македонија, го заврши со половичен успех од 3 победи, исто толку порази и 4 одложени надпревари. Гостиварци ги совладаа екипите на Евроникел, Црн Дрим и Вардар, додека беа поразени од Академија, ФМП Работнички и ТФТ. 4 од планираните 10 надпревари кои требаше да ги одиграат кошаркарите на Гостивар беа одложени од различни причини, а надпреварите против Куманово, Пелистер, МЗТ Скопје и Кожув ќе чекаат нови термини од Комисијата за надпревари на Кошаркарската федерација на Македонија. Половичниот ефект за гостиварци значи дека ќе презимат на 5-тата позиција на прволигашката табела.
Неколку кошаркари на Гостивар се најдоа и во конкуренција помеѓу најдобрите во неколку статистички категории. Александар Тодоровиќ е трет по бројот на скокови, вкупно 56, односно 9.33 во просек по надпревар, а на четвртото место со процентот 79,49 кај изведувачите на слободни фрлања. Александар Костовски е на четвртото место кај асистентите со вкупно 33 асистенции или во просек по 5,5 по надпревар. Американецот во дресот на Гостивар Малком Армстед е најдобар кој освоените топки со 16 или 2,5 по надпревар. Првенството во првата македонска кошаркарска лига продолжува во февруари, кога кошаркарите на Гостивар ќе имаат можност да го подобрат ефектот и да обезбедат пласман во плејофот за шампионската титула. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!